Отворени општини со отворени податоци е името на новиот проект на невладината Актис од Прилеп, кој што ќе се спроведува во рамки на 9 општини кои што гравитираат во Пелагонискиот плански регион: Битола, Прилеп, Крушево, Демирхица, Ресен, Могила, Новаци, Кривогаштани и Долнени. Целта на проектот е општините да започнат да бидат поотворени за граѓаните, потранспарентни и поотчетни за својата работа. Проектот е финансиран и поддржан од Националниот демократски институт од САД. Направивме проект во кој не новинари, туку известувачи на заедницата како категорија на новинари изучивме и мислиме да ги продуцираме како една реална сила која им ќе им помагаат на медиумите, на новинарите, им ќе се занимаваат со прашања за кои новинарите немаат време, бидејќи ниеден новинар не е доволно платен и не е на медиска куќа нема доволно новинари кои би правеле прво дески истражувања, би се припремиле, би оделе да ја истражат темата и да снимат и да го дадат сето пред медиумите, сето тоа. Значи таа технологија од дикореспондент ние ја зедовме за нашите простори. Нормално тука треба да бидат вклучени на почетокот волонтери кои подоцна би се професионализирале. За таа цел, група на млади волонтери кои што сакаат да научат дел од новинарските вештини се едуцираа како да продуцираат новинарски производ, како да ги побараат потребните информации што им требаат и како да спроведуваат истражување. Едукатори беа Горан Величковски и Горан Ѓуровски од познатата емисија Зевзек Манија, како и Дарко Штарговски, долгогодишен телевизиски новинар од Прилеп. Еве еден интересен пример како младите учеа да направат интервју, за тоа дека во Прилеп нема кино, а тоа им е многу потребно на младите. Каде патуваме ние сега? Во Битола. По кој повод? Да гледаме кино представа. Одите на кој филм? Кајмак. Сакате да го видите најновиот филм на Милчо Манчев? Токму така, да. Зошто не отидете одека кај нас во кино? Не работи. Зошто не работи? Не работи у кино прожекторот. Колку време не работи? Па 2 Да години. молам гледате напред. 2 години, 2 години. 2 години не работи? Да, 2 години. И значи сега одите на кајмак, пресметавте ли колку ќе ве чини овој трошок? Па со бензинот 750 денари. Така. Нормално после тоа ќе седнете на Па сигурно, ќе изпиете по некоја кафенце. Пица, ово, оно. Добра, сакам да ве прашам, дали често одите во Битола да гледате филм? Па 2 пати месечно. Најмалку. Значи тоа ви е редовна пракса, познавате и други прилепчани кои што исто тоа го прават? Па со мене доаѓаат уште тројца, четворица другари, така се. Значи, делите трошок? Делиме трошок, да. Ви благодарам, убаво си поминате. Ви благодарам. Имаме ли прилог? Младите присуствуваа и на јавната расправа на отворениот ден за граѓаните во општина Прилеп, каде се даваа идеи како да се креира општинскиот буџет за 2023 година. Поставија и неколку прашања до градоначалникот. Тоа вас представува најпријатен дел, а што најнепријатен дел во вашата професија? Кој е нивото на урбанизација на градот? Прво би сакала да ве прашам дали општината има младинска организација. Сакам да ве прашам кои надлежности општина Прилеп ги врши за сметка на општина Долнени. Исто така се едуцира и како се прави анкета на терен на градскиот плоштад Методија Антонов Ченто во Прилеп. Сакавме да ве прашаме која е последната спортска манифестација која се случила во Прилеп, а ве заинтересирала вас? Па јас сум пензионер веќе 10 години и појче и сум сега активен во друштвото Сдруженијето на ветерани, спортски ветерани во градов. Денес ден за пазар, сабота. Дали бевте на пазар? Да, бевме. Да. Гледам полни најолниве. Дали бевте задоволни од цениве како се на пазаров сега? Се малце височки, али према другото, Да, повисоки од спрема порано, така? да, секако. Како го поменувате вашиот викенд? Како за вас изгледа еден викенд? Работно да ти кажам. Еден ден во неделата, прво да сработиме по дома, па потоа малку вака да излеземе со пријатели, да се прошетаме, да се напиеме едно кафе. На крајот од обуката младите посочија што им беше наинтересно од оваа едукација и зошто во иднина сакаат да бидат новинари. Таа што обуката е за новинарство, тоа најмногу ме заинтересира и нормално теренската работа и баш и тој дел најмногу ми се бендиса.
поставувањето прашања, правењето анкети на сограѓаните, а и на градоначалникот во општина, беше најинтересниот дел. Најголем впечаток ми остави тоа дека јас на почетокот бев како многу поопширна темата. Не ја најдував толку прецизно и сватив дека треба повеќе се информираме пред да прашаме нешто. Ми беше интересно тоа што граѓаните беа доста изреволтирани во моменталната состојба на државата. Кај новинарството ме привлекува тоа што се работи на истражување на различни теми, се доаѓа до знаење од различни области преку тие ресурси кои ги имаме за да направиме една вест. Комуникацијата со луѓето, начинот на кој го добиваме одговорите и како тие ги пласираме и моќта на пласирањето што влијае врз голема маса на народ. Уште кога ми беше спомнат курсот за новинарство ме привлече, уште самото курс за новинарство, затоа што секогаш дури додека сум гледал пример телевизија или па не знам и вести можеби ми било интересно и сум помислувал еден ден можеби јас ова можам да го работам затоа што е интересно, луѓето те познаваат, но се разбира дека има катрпна работа која стои за сето тоа. Проектот ќе трае 1 година и планирано е да заврши со една голема средба на експерти од универзитетите од овој регион, вработените во општините, граѓаните и невладиниот сектор. Исто така, проектот ќе се потруди преку лобирање на ЗЕЛС да се обезбедат повеќе средства од државниот буџет за јакнење на општините и реализирање на проекти кои што им се потребни на граѓаните.